Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, господине министре. Да, навистина, како што велите, јас во тоа не барам, ниту покажувам дилема добро на ресорот кој што го водите и на пациентите кои што треба да бидат лечени од здравствените работници. Немаше да чекате ниту еден момент ќе го повлечете законот. Дефинитивно. И сега сама, како што велат дел од пратениците кои што го бранат вашиот закон, да сакаше да биде малициозен и тесно партиски, немаше да говори 2 дена. Ке молчеше, ке го оставеше законот, ке го гласаше за 5 минути и воден од тесно партиските интереси, ке го оставеше што побрзо да се спроведе и што побрзо да има поголем хаос. Ама тоа го прави неодговорна партија. И сега сама не е таква. Ние сме одговорна партија и во целиот овој простор и време се обидуваме многу објективно, искрено и човечки да ви укажеме на грешките со желба да ги коригирате. Па шуќур да бидете вие во право и вие гордејте се и ставете ги ордените ако нешто се подобри. Никој во оваа сала, макар и да бил доктор, нема дискреционо право да тврди дека знае се, особено во делот за здравството. И во тоа предпоставам сите ќе се согласиме. Ама ако е така, ајде молам да ги поставиме работите на вистинско место, бидејќи како што започна целава работа, се е поставено наопаку од страна на владата. Ама буквално се. СДСМ бара и спроведе јавна дебата во Комисијата за здравство. 38 представници на стручните организации, на Сдруженијата на пациентите и на инволвираните страни. Таква јавна дебата немало до сега во ова собрание. Ама сите во сон, сите унисоно, се извинувам, во еден глас, рекоа дека овој закон е лош. Сите! Па макар еден да се најдеше да сгрешеше и да рече дека министерот е во право. Немаше таков. Па ќе се согласите, по теорија на веројатност и во статистиката, кога репрезентативниот примерок е огромен и 100% се изјаснуваат против законот, немате друго чаре осем да си повлечете. Тоа што вие сега говорите, дека претходно сте ги консултирале, покажува две работи. Или дека тоа не е така и некој не ја говори вистината, ама тоа нас воопшто не ни интересира. Ние овдека се водиме од факти. 38 инволвирани странки во овој закон и повеќе од 42 пратеника сметаа дека законот е лош, треба да се повлече и да ве подсетам, вашиот коалиционен партнер на Комисијата за здравство гласаше против. Во оваа ситуација нема друго чаре осим законот да го повлечете, бидејќи една работа е јасна. Не сакаме ниту ние самите да дебатираме само за законот за здравствена заштита, се е поврзано во здравството. И законот за здравствено осигурување, и законот кој што ги регулира придонесите од здравствено осигурување, и работењето на фондот. И ако сакате единствено сте во право, ја ви честитам само на упорноста на една работа, а на 101 работа ќе ви критикувам и за овој закон и за следните. А тоа е дека во желбата да се променат работите, вие само ги влошувате. Вие само ги влошувате и дополнително го зголемувате хаосот. Господине министре, додека не се реши финансирањето на здравството, џабе го правиме овој муабет. Додека не се воведе систем и на доброволно, како што постои на приватно здравствено осигурување, немаше делот на здравството. Се додека не се знае што е јавно, што е приватно и кој за што е награден, а кој за што е казнет, овој закон од 300 и кусур члена е обична шминка. И на крајот, докторите ви порачуваат дека ќе предизвика хаос. Конечно, господине министре, самите вие како влада, тоа што го прогласите пред 5 години за реформа, го поништивте после 3 или 4 години со најнова реформа. Не ние, не пациентите, не докторите, самите вие. Конечно, господине министре, и во овој закон останува концептот фамозен на 2 директора, кој што направи масакар во здравството. Па кажете ми кој економски директор е сменет и одговарал и има кривична пријава. Пена ни фати на уста да ви кажеме дека економскиот директор на стоматолошкиот клинички центар масакар напре со парите. Дека директорот во болницата за детски болести во Козле напре масакар заедно со докторот, директор. Дека нема клиника кој што бевте со парите не е менаџирана како што треба. Не постои таква. Па еден директор од овие не одговараше.
а се потрошија милиони евра. И сега вие го инсталирате двојно повеќе овој систем на директори. И замислете, овие директори ќе ги испитуваат луѓе што немаат врска со здравството, а најновите доктори ќе ги правите или на пробна работа, кој што не знам како ќе ја воспоставите. Ќе му дадете на некој на 6 месеци пробно да оперира и ќе речете не те бива. Како ќе го оцените тоа? И конечно доаѓаме до најголемата небулоза. Не може да е здравството јавна дејност како што вие прогнозирате и ја поставувате, и со пола уста вие признавате дека докторите утре ќе ги прогласите за јавни службеници. И што ќе им правите после? Тестови на 6 месеци? Па ќе дојде некој офицер таму од Министерството за информатичко општество и јавна администрација и ќе рече: ти, докторе, не си напишал или не си го прегледал добро пациентот. Како ќе се воспостави тој систем? Никако. Затоа нема систем и затоа нема концепт, но немојте да ја манипулирате јавноста. Вашата идеја е докторите да бидат јавни службеници. Затоа што по тој основ ќе вработувате во клиниките по етнички клjuč, затоа што ќе можете да ги санкционирате докторите и да ги бркате како јавни службеници, како што тоа се случува во администрацијата, и ќе може да се вработуваат многу полесно партиски војници. Господине министре, дека е наопаку многу работава е што вие правите мапа на здравствени установи без акредитација. Па не се знае која клиника, зашто е и зашто кои услуги таа ќе ги дава. Тоа е исто како Шангајскава листа на факултетиве. Од тоа тестирање што чини 100.000 евра, само едно е точно, дека УКИМ е најдобар универзитет. Погледнете кој фалсификат се направи со таа листа. И сега вие правите мапа на установи каде што на крај ќе ги означите јавните здравствени установи како бензински пумпи на автопат. Ама тоа ништо не значи за нивниот квалитет и за нивото и квалитетот на услугите. Господине министре, немојте да мешате успешност и учинок. Успешноста и учинокот кај докторите не може да биде како кај текстилен работник. Не може во оваа дејност продуктивноста на трудот да ја зголемувате преку квантитативни показатели. Што е тоа? Дека некој направил 3, а некој 5 операции. Каде е тука учинокот? Во 3 бројката 5, а успешноста? Па погледнете што читаме денеска, само за 3 месеци 30 деца новороденчиња умреле во Македонија. Сега објавена таа вест пред неколку часови. За 3 месеци 30 новороденчиња умреле. И каде е успешноста на тие гинеколози, јас да ве прашам и акушери? Каде е нивниот учинок? И дали за тоа некој ќе одговара? Не може да се колективизира целиот систем. И во здравството има најголем број добри доктори, ама и лошите мора да ги идентификуваме с име и презиме, и не може заради лошите да одговараат сите останати. На крај, сите пациенти губат. И овој закон е толку битен бидејќи нема човек што не го фаќа, од новороденче до највозрасен пензионер. Конечно, господине министре, не може да ги наградувате докторите или да ги казнувате ако сте предвидели исти фонд на пари. Тоа се вика од шупле у празно. Вие ги правите сега докторите како риби во аквариум и им викате на тебе плюс 20%, на тебе минус 20%. Зошто? Ти си од ДПМН, ти си од СДС. И парите кои што се во оваа чаша исти, само ќе ги прераспределуваат од едно место на друго и ќе се караат помеѓу себе. И што вели еден наш колега, ќе менуваат царшафи докториве специјалисти за да им се броја учиноков. Ќе ставаат инекции и шприцови што е работа на сестра. Ќе менуваат гуски од под кревет што е работа на болничар или брат, како се викаат. И тука целосно се менува концептот на здравството и затоа велиме се е наопаку. И додека не се рачистат тие работи нема да се променат. Господине министре, кај пишува во законот дека ќе се праќаат тајни агенти да ги проверуваат докторите и за тоа ќе им платите 40.000 евра, но не вашиот партиски анкетоман по налогот на Груевски и Божиновски. Треба да го пишува тоа во законот дека агенти ќе ги проверуваат докторите во илегала и ќе се прават квази пациенти. Па господине министре, немојте оваа држава во еден дел луѓе сакаат да уживаат да видат кодоши. Ама немојте цела држава да ја правите кодошка држава. Па како ќе го поправите системот во кој што некој на некого, еден доктор на друг ќе му праќа кодоши, или некој ќе биде дискредитиран и ставен на столбот на срамот, само врз база на изјави? Ова не е илустрација, ова е полициска држава. Вака на времето се дискредитира личност и затоа пари треба некој да плати 40.000 евра. И конечно, ја ви честитам со вашата желба да расчистите со бубашвабите.
Ама не е ваша работа тоа. Благодарам. Ваша работа е да ги поставите и да ги санкционирате директорите Благодарам. што дозволиле да има бубашваби. И да знаете една работа. Бубашвабите се единствено животно во светот што преживуваат атомска Благодарам, аварија. благодарам. Немојте, бркајќи ги бубашвабите, Господин пациентите Игор да не Иванов, умираат. завршуваме. Благодарам.